Овие улици веќе по 22 часот ќе бидат речиси празни. Стапува на сила полициски час кој ќе трае до 5 часот наутро, секој ден во следниве 2 недели. Слободно ќе може да се движат само полицајците, војската, разузнавачките служби, потоа докторите, новинарите, но само за службени потреби. За време на забраната ќе работат само дежурните аптеки, бензинските пумпи и пекарите, а нема да работи јавниот превоз, односно нема да возат градските автобуси после 22 часот до 5 часот наутро. Постапувањето на сила на полицискиот час после 22 часот. Остануваат да важат ланските дозволи за движење исклучиво за службени потреби, кои се со посебен код. Секој кој нема да ја почитува забраната за движење, ќе се соочи со сериозни санкции. Казните за оние кои нема да ја почитуваат забраната се движат од 1000 евра за физичките лица, но и затворска казна. Правните лица кои ќе ја прекршат забраната ќе се соочат со глоба до 500.000 евра. Работниците во трета смена на полицијата ќе треба да ја покажат дозволата за движење, кој секако ја добиваат од своите газди. Инаку за време на полицискиот час луѓето ќе може да излезат само за итни случаи, и тоа за медицинска грижа ако патуваат на аеродром, како и меѓународен превоз на патници, зашто претходно мора да најават на 192 во полицијата. Забраната за движење нема да важи за патниците кои досна навечер пристигнуваат на Скопскиот аеродром, ниту за оние кои преку граничните премини влегуваат во Македонија. Тие на полицијата ќе треба да и го приложат само патниот билет. Во меѓувреме македонците кои се враќаат од екзотичните земји веднаш заменуваат во задолжителна 14-дневна изолација. Инаку ова е прв пат годинава да имаме полициски час, кој се воведува поради ширењето на заразата како и напливот на пациенти во болниците.